Добар ден. Кога зборуваме за забите или денталното здравје во целина, треба особено да се обрне внимание на правилната хигиена на забите. Она што како препорака секојдневно ќе го слушнете, а и овде сме го потврдиле во Фактор здравје, е фактот дека минимум 2 пати дневно треба да се четкаат забите. Кога тоа треба да се почне и што како последица на неправилната нега на забите може да се случи, е денешна тема во Фактор здравје, која што ќе ви ја најавам, и паралелно представувањето на гостинката ќе ви го представам по оваа прва најава. Штетни навики поврзани со забите е денешната тема со која што ве поздравувам во името на екипата на Фактор здравје. Зборувајќи за забите, би сакал да предочам уште еден факт кој што несомнено многумина од вас го знаат, но оние кои што можеби не се запознати сигурно ќе им биде добре дојден како информација. Имено млечните заби, кои што се карактеристика на дечињата или оние луѓе во предшколската возраст, деца, се 20 на број, а додека возрасен човек или оние трајни заби се 32 на број во устата. Но не секогаш луѓето ги имаат сите овие трајни заби во својата уста и токму затоа за да превенираме, денеска ви ја предочуваме темата штетни навики поврзани со забите. Оваа тема денеска ќе ви ја представиме преку гостувањето на доктор Нина Митева, која што е специјалист ортодонт од ординацијата или денталната ординација доктор Нина во населбата Аеродром во Скопје. Добар ден, доктор Митева, и како сте вие денес? Добар ден, прекрасно. Благодарам. Секогаш убаво се чувствуваме во вашето студио. За прв пат сте вие гостинка во Фактор здравје, од таму повеќе е мојата возбуда поголема да ве представам пред гледачите. На почеток, пред да зборуваме конкретно и подетално за штетните навики поврзани токму со забите, од ваша пракса и од литературата или теоријата што секојдневно ја следите, кои се тие најчести штетни навики? Штетните навики се секојдневна инспирација на нас стоматолозите и би ги поделила во две групи. Значи, штетни навики кои што сите ние ги имаме и несвесно ги повторуваме секој ден, кои што влијаат на расипување на забите, односно влијаат на губење на структурата на забите, а несвесно, ќе повторам, ги правиме. И од друга група на штетни навики кои што влијаат неправилно на положбата и поставеноста на и растот и развојот на забите и на вилиците. За последиците и зошто се овие навики штетни ќе зборуваме подетално. Благодарам за овој воведен дел, а доколку сакате и вие да контактирате со доктор Нина и тимот нејзин во нејзината ординација, можете слободно да се обратите и да закажете термин на 070 344 061. Без размислување прифатив да почнам со таа така наречена кура од 20 дена, каде што за неполни 20 дена со нивните шејкови кои што се прекрасни, успеав да ослабнам 8 кила. И за 3 месеца откако престанав со тие шејкови, ни еден килограм не вратив, значи ни еден грам не вратив. И здраво е, и лесно е, и брзо е, и топло препорачувам. Ремедика, прва приватна општа болница. Прашај пријател. Мој избор, а воедно и моја препорака, е Вамекс. Идеално избалансирана формула од валеријана, маточина и хмелј. Вамекс е одлично решение во справување со психолошката напнатост и стресот. Уживајте во животот. За убав ден и мирна ноќ. Користете Вамекс. За индикациите, ризикот од употреби, несаканиот ефект на лекот, консултирајте го вашиот лекар или фармацевт. Ординација по кардиологија и интерна медицина, доктор Данаилов. 20 години се грижиме за вашето здравје. Имав ЦИН-2 предизвикан од вирусот ХПВ. Информациите што ги добив велеа дека ЦИН-2 предизвикува карцином на грло матка. Докторот, како дополнителна терапија, ми препорача и антиоксидант Г132 плюс натурал после 3-месечна терапија на антиоксидансот Г132 плюс натурал. ПАП тесто покажува дека немам повеќе цин. Сето тоа благодарение на Г132 плюс натурал и денес тој е верен придружник во мојот живот.
Kids. A, B, C, D, G, го прашат се деца, болестите од ова се плашат. Подобро од вратило, посилно од скрек, имунитетот ке е силен као само рече. Гекица продуктот, здрави резултатот. Ке ти даде се сила да продолжи по патот. Ова не е шега, ова не е виц, за сите деца пите Г-Kids. За силен имунитет, за здраво детство. Г-Kids. Со доктор Нина Митева, која што е специјалист ортодонт од стоматолошката ординација доктор Нина во населбата Аеродром во Скопје, денеска зборуваме на тема штетни навики поврзани со забите. И вие сте добродојдени и денеска да учествувате во Фактор здравје, но контактот со вас ќе го оставиме за подоцна во емисијата, првенствено да ги слушнете аспектите на темата кои што доктор Митева ќе ви ги предочи. Кажавте и уште еднаш да повториме дека штетните навики поврзани со забите ги делите или се поделени во две групи. Претпоставувам дека првенствено првата ќе анализираме и ќе споменеме кои се најчести штетни навики поврзани токму со, би рекол, стекнатите навики кои што секој од нас ги има. Така, најпрвин би сакала таа група да ја издвојам бидејќи се однесува комплетно на целата популација, почнувајќи од деца до средна група и возрастна категорија. И да се со цел овие емисии се малку да ја подигнеме свесноста, кога гледачите ќе слушнат од нас како стручњаци, а вие како медиум ќе им ја пренесете пораката, кога тоа ќе го направат, ќе се присетат на емисијата или на советот даден и тоа верувам дека полека таа навика ќе ја променат, односно кога ќе се стане свесен за нештото, пробуваме да поработиме на себе и да ја промениме. Најчесто сега во последно време секојдневните реклами за убава насмевка, за убави заби, сите сакаме да имаме убави заби, дека треба да ги четкаме забите. Бели сјајни, бели сјајни, се со цел да имаат многу убави заби, ги четкаат забите, но одредена категорија на пациенти купуваат четки за заби кои што се прејаки, преагресивни, со прејаки влакна и со желбата да бидат забите убаво исчеткани, тие всушност ги четкаат толку агресивно и силно, ги оштетуваат тој заштитен површен слој емајлот на забот, кој што е уствари белата површина од забот. На трешниот дел е дентин од забот, се дели од три дела, значи имаме емајл, дентин и нервот на забот. Белата површина е емајлот на забот. Тоа е убава, дебела, здрава површина и всушност нашите заби се бели, доколку имаат дебел слој на емајл. Кога ние со преагресивно од желба за побели заби ги четкаме забите со појаки четки, се троши емајлот на забот и доаѓаме до оној живиот дел, дентинот, кој што е по природа на нештата жолт. Токму затоа, многу често се сретнуваме во ординацијата со пациенти кои што имаат, дури си ги оштетуваат непцата, се повлекуваат непцата од преагресивно четкање. И затоа, како што е штетна навика нечеткањето на заби, да кажеме и ова е една навика која што треба да ја развиеме како свесност и едноставно да станеме свесни, да побараме совет од стручно лице кога ќе дојдат кај нас пациентите, им посочуваме каков тип на четка за заби треба да користат, која техника за четкање да ја користат и дали треба нешто да променат или доколку го прават тоа правилно, ги поддржуваме и ги охрабруваме во истата. Понатаму, се со цел да се одржи исто хигиената во устата, пациентите мислат дека со чепкалките за заби треба да ги исчепкаат забите убаво и тоа исто така преагресивно меѓу просторите и тоа го прават премногу агресивно и тука често пати знаат да го повредат пародонтот, тоа е потпорното ткиво што го држи забот, значи народски кажано непцата. Си ги повредуваат, негогаш со чепкалките знаат да направат и некој друг проблем, така да би препорачала многу внимателно користење на чепкалките. Во однос на диететскиот дел, во однос на исхраната и тие навики, и намирниците кои што ги користиме, на прво место... Ја се извинувам само фотографиите, ако сакате во овој момент или подосна вие ќе ги побарате. Фотографиите подосна за вториот дел. Добро. Во однос на пијалоците, на број 1 би ги ставила газираните пијалоци. Тие ствараат кисела средина во устата. Значи, замислете, ние забите ги имаме потопено во чаша со киселина.
постојано го топиме емајлот. Топло им препорачувам на сите родители, деца, млади, тинеџери, возрастни. Доколку се напијат, една чаша Кока-кола, да не биде тоа постојано пиење голтка по голтка во текот на денот. Ако се напие една, најдобро е да не се пијат газирани пијалоци. Веднаш потоа да се исплакне со обична вода и да се заврши консумирањето на тие газирани пијалоци. Потоа, тренд е сега да се внесува лимон. Лимонот е здрав како производ, но доколку се гриза директно и се шмука лимонот директно, лимонот е исто прави алкализација на организмот, но на зъбите директно нанесен делува како киселина која што го топи емајлот. Значи сите тие кисели производи придонесуваат топење на заштитниот слој кој што ни е најдрагоцен на нас. Затоа и сите фармацевтски индустрии кои што произведуваат пасти за зъби, нели, прават пасти за зъби кои што ќе го зацврстнат емајлот. А ние со нашите секојдневни штетни навики го омекнуваме емајлот и што правиме? Купуваме најскапи производи се со цел да го, нели, заштитиме и да го зацврстиме, а од друга страна не знаеме дека всушност сами на себе си штетиме. Би сакала тие работи да ги посочам. Друго, постојаното грицкање грицки. Нели, во дневна соба секој од нас чува по некоја грицка и сега децава измеѓу оброците, ручекот завршил и продолжуваат да си грицкаат. Постојаниот внес на храна, присуство на храна во устата, ја држи киселината на високо ниво, значи pH е високо. Ние треба да се обидуваме да држиме, значи, едно ниво во кое што ќе имаме период од чиста уста. Значи, завршуваме со оброкот, јадеме, ако не сме во можност да ги исчеткаме зъбите, исплакнете, напете се 2 голтки вода и нека остане устата чиста до наредниот оброк. Да нема постојано грицкање или луѓето кои што работат во канцеларија, кои што се повеќе врзани на компјутер со седење, ќе си направат наутро кафе, ќе го стават покрај нивниот компјутер и нели работат на компјутер и голтка по голтка кафенце знаат да си потпивнат, се со цел да се освежат и да ги држи нели во една состојба будна предпладне, потоа да ги држи во состојба до крајот на денот. И тоа е многу важно да се знае дека пиењето на голтка по голтка кафе со било што, значи било какви напитоци освен вода е штетно за нашите зъби. Значи треба да се испие, исплакне да устата, ако немаме можност да се заврши со јадење, со пиење, се знае колку време нели трае еден оброк или една ужина и да го завршиме тоа, затоа што природата се погрижила во плунката, ги имаме сите можни заштитни протективни минерали кои што ни се потребни за да ни ги чуваат зъбите здрави, но треба да ја дозволиме на плунката да ги чисти зъбите, а не комерцијалните нели препарати и храна и пијалоци кои што нели убаво ние на нас да се освежуваме од време на време, но да не биде тоа постојано. Да. Често се случува и кај студентите кои што се обидуваат да останат будни цела ног, постојано пијуцкаат кафе и имаме, тие се грижат за зъбите, ги четкаат зъбите, доаѓаат на контроли и постојано гледаме нови и нови кариеси. Која е причината? И ова го напоменувам како од литературата, нели, што ја следиме и од секојдневното искуство кај пациенти кои што ги тргнале овие навики, навистина имаме прекрасни резултати и сведочиме на успех. Да. Пред да зборуваме за последиците од оваа штетна навика или првата група, да дадеме неколку аспекти, неколку поенти од втората група на штетни навики. Од втората група на штетни навики е... Попатно може и фотографиите да ги пуштат, нели, материјалите од режија кои што ги донесовте? Така, јас сум ортодонт, специјалист за поставеноста на зъбите, правилниот одговорни сме ние ортодонтите за правилниот раст и развој на зъбите и на вилиците. Оној премин од млечни во трајни зъби би рекол. Да. Уште од самото раѓање на детето додека е човекот жив, зъбите се движат. Значи и преминот од млечни во трајни зъби е да кажам така драматичен, меѓутоа зъбите се следите и пред и потоа тој процес. Зъбите се во постојано никнење и во постојано движење, така. Сега што правиме ние? Уште од самото раѓање детето го следиме. Најдобро е
родителите да ни го донесат детенцето само што ќе никне првото запче. И доколку уште на почетокот тоа дете прави има некаква штетна навика, ние веднаш ќе бидеме во можност да ја воочиме и доколку видиме такво нешто, постојат многу начини да превенираме, значи пред се, а подоцна, кога ќе дојде момент и да ги третираме истите пациенти и да им посочиме на родителите, да им дадеме совет, да обрнат внимание, да тоа е детенце кое што спие со отворена уста, ова се деца кои што постојано ги држат нивните прстиња во уста, грицкаат, ова е цицање на прст кој што е многу чест. Значи, треба родителите да погледнат малку, бидејќи нели родителите не ги гледаат критично децата, објективно, сите ние имаме субјективен пристап кон нашите деца и не го приметуваме тоа. Затоа треба да ги однесеме кај стручни лица кои што ќе можат да ни посочат, ќе ни кажат доколку увидат такво нешто и ќе не советуваат во кој правец да се движиме и како да му помогнеме на детето да ја оттргне таа штетна навика, бидејќи подоцна ќе видиме во материјалот што го носиме, цицањето на прст, до какви деформитети донесува. Потоа имаме секојдневно, имам тука и неколку фотографии од нашата ординација, од наши пациентчиња, деца кои што ја држат, ние тоа стручно велиме, интерпонирање на долната уста. Значи, долната уста лежи постојано под горните заби. Детето дише малце под зиното и горните заби ја подпикнува долната уста под горните заби. Тоа некогаш сладко изгледа. Како вовлечена е. Да, меѓутоа многу штетно делува на растот и на развојот на горната вилица и ја испакнува нанапред, а долната вилица не ја дозволува да расте соодветно и синхронизирано. Потоа начинот како детето голта, кога ќе ни го донесат родителите на преглед, доколку правилно не голта, не го држи јазикот на местото каде што треба да биде, знае да направи исто така деформитет во однос на положбата на забите и на вилиците. И сите тие се, нели, тоа е еден мултидисциплинарен пристап кој што ние како терапевти треба да го имаме и да го анализираме целокупно пациентот кога ќе ни дојде на преглед, за да можеме да му дадеме најдобар можен совет. Да, за последиците ќе зборуваме и решението на сите овие штетни навики кои што го применувате во вашата пракса. Благодарам за овој прв дел од емисијата, а во продолжение знаете дека и вашите јавувања се добро дојдени и со нетрпение ги очекуваме во однос на денешната тема штетни навики поврзани со забите, тема која што денеска вие презентираме преку гостувањето од практичен и теоретски аспект на доктор Нина Митева, која што е специјалист ортодонт. Биди храбар и направи го првиот чекор. Нов Best Beyond со рум во 2 заводливи вкуса. Best Beyond, чекор што менува се. Генатурал ми го смени животот. Еве и зошто. Храна, кислород и енергија е сето тоа што мене ми недостасуваше. А го најдов во една капсула Генатурал. Јас успеав. И само можам да ви препорачам. Користите Генатурал за долг и здрав живот. Центар за плодност, Newborn Clinic, булевар Борис Трајковски 44 на патот кон населба Драчево. Закажете термин на 2734 350. Newborn Clinic, каде што ние создаваме живот. Работниот век го поминав како новинар, во младоста не одев грижа за здравјето, не користев терапија за холестерол, триглицериди и крвен притисок. Имав проблеми со срцето, преживеав неколку инфаркти, а влегов и во семејството на диабетичарите. Но од кога почнав редовно да употребувам капсула G132 плюс Натурал, почувствував чудотворен ефект, ми се врати силата, концентрацијата, издржливоста при работа и пешачење и менталната кондиција. Јас успеав, следете ме.
Ординација по кардиологија и интерна медицина, доктор Данаилов. Комплетна еходиагностика на срце, ехопрегледи на стомачни органи, штитна жлезда, дојки, доплер циркулација на целото тело. Закажете на 24 34 000 или информирајте се на danailov.mk. Ординација доктор Данаилов. 20 години се грижиме за вашето здравје. Stalo sa vám niečo? Nemáže. To pravé mazanie je konopné mazanie. Против болки во зглобовите и мускулите, креми за ладење, опуштање и загревање. Побарајте ги во вашата аптека. Без размислување прифатив да почнам со таа така наречена кура од 20 дена, каде што за неполни 20 дена со нивните шејкови кои што се прекрасни, успеав да ослабнам 8 кила. И за 3 месеца откако престанав со тие шејкови, ни еден килограм не вратив, значи ни еден грам не вратив. И здраво е, и лесно е, и брзо е, и топло препорачувам. Денот ви е исполнет со нервоза, патите од несоница, стресот ви е секојдневие. Решението е Вамекс. Хербален лек од валеријана, маточина и хмелј. За убав ден и мирна ноќ. Со нетрпение очекуваме и вас да ве слушнеме на 6091925 и 6091924, телефонските броеви кои што ви овозможуваат контакт директен со нас во Фактор Здравје. Штетни навики поврзани со забите е темата која што ви ја нудиме, а таа со многу корисни информации ви ја дополнуваме преку гостувањето на доктор Нина Митева, која што е специјалист ортодонт и која што доаѓа од стоматолошката ординација доктор Нина во населбата Аеродром во Скопје. Повелете, јавете се и поставете прашање или споделете некое лично искуство. А пред рекламите, доктор Митева, споменавте дека вашиот пристап во однос на третманот е мултидисциплинарен. Освен вас, ортодонтите, кои се е вклучен во третманот на пациентите, би рекол, кои што имаат штетни навики, без оглед дали се деца или возрастни? Ние работиме како тим, значи кога ќе ни дојде пациентот и кога ќе увидиме на прегледот дека имаме некаков проблем со поставеноста на забите или на вилиците, најпрвин пробуваме да дојдеме до одговорот зошто дошло до тој проблем. Значи причината треба да ја најдеме најпрвин пред да започнеме со третманот. И во трагање по причината тука ни се потребни, бидејќи ние сме експерти во нашиот дел, потребно ни е мислење и совет, нели, од увонос и грло специјалистите, најчесто децата кои што дишат со отворена уста. Зошто тоа дете дише со отворена уста? Мајката ќе каже, па откако е родено, така дише, цело време устата му е отворена. Дали некогаш сте го... И сега тука ние се повлекуваме и прашањето следи, дали некогаш ова дете сте го однеле кај специјалист за увонос и грло? Доколку не го однеле, или некои пациенти ќе кажат да, сме го однеле, доколку не го однеле, веднаш ги советуваме да побараат мислење од специјалист увонос и грло. Понатаму, имаме случај кога детето неправилно изговара некои зборови или неправилно го држи јазикот. Тука го вклучуваме логопедот во тимот, во пристапот и тој ќе си го одработи тој дел кој што е во негов домен. И доколку нели сите ние тимски се насочиме и го оттргнеме главниот причинител, тогаш терапијата и третменот ќе одат многу полесно и побрзо ќе дојдеме до резултатите. Ние секојдневно сведочиме со успешни резултати како резултат на третманот кој што го спроведуваме, но по завршувањето на третманот, за да тие резултати останат стабилни, значи ќе ги ставиме фиксните протези, детето ќе ги износи, ќе се наредат забите супер, ги вадиме фиксните протези. Забите треба да останат во состојба како што сме ги извадиле протезите. Доколку штетната навика продолжи, така? Што ќе ни се случи? Ќе имаме може би полоша ситуација од претходно санираната. Сега се е тоа нели варијабилно. Да. Токму затоа, значи најпрвин треба да ја најдеме причината и друг
многу важна улога, друг член и експерт најголем, кој што ни помага во целиот третман и терапија се родителите. Доколку родителите се свесни за проблемот што го имаат детето и се заинтересирани вистински да му помогнат да се реши проблемот, тие се инспирирани толку многу што го мотивираат детето секојдневно, му помагаат бидејќи не е лесно на едно дете да му дадете сега апарат кој што треба да го носи, тоа дете не може да зборува, например, додека го носи апаратот, имаме и таков тип на апарати, предпоставувам оди на видеоматеријалите што ги имаме. И детето се соочува со една ситуација во која што е новонастаната ситуација, затоа му е потребна поддршка од семејството најмногу, разбирање и од нас како терапевти, и од родителите, и од останатите пациентчиња. Кога ќе дојде во нашата ординација, ова се снимки од интернет, од други ординации, нели? Кога ќе дојде во нашата ординација, кога ќе види дека и други деца носат исти такви апаратчиња, имаме резултати, го пофалуваме пациентчето што било пред него, и тоа на некој начин се мотивира и почнува да си делува самото на себе и да се уверува дека доколку е редовно и не слуша и е послушно и ја носи протезата, ќе имаме резултати кога ќе дојде нареден пат, ќе го пофалиме и така, нели, сето тоа со еден позитивен пристап имаме резултати кои што, нели, говорат за целиот третман и терапија што ја правиме секојдневно. Сигурно во зависност од штетноста на таа навика која што ја има, без оглед дали е дете или повозрасен, зависи и времето на видливите резултати кои што првенствено се важни за пациентот, но и за вас ортодонтите кои што работите на таа проблематика. Условно, која е најлесната, да речам, штетна навика која што најбрзо се поправа, ако можам така да ги рангирам? Па грицкање ногти, например, или пак грицкање молив. Децата во училиште цело време моливот го држат во уста, или грицкаат ногти, или устата на страна знаат да си ја грицкаат. Тоа е нешто што доколку детето е на соодветна возраст и може да се делува на него и има доволно мотив тоа да го направи, доколку се оттргне таа навика, резултатите многу брзо ги гледаме. Но доколку едно дете цицало прст повеќе од 10 години и ни дојде во ординација, имаме и возрастни пациенти кои што цицале прст 20-30 години и се уште го прават тоа. А не побарале помош? Може би побарале, може би не биле доволно мотивирани, некои побарале, некои не, многу случаи имаме различни, но продолжиле да го цицаат прстот. Тука, значи, за време траењето на терапијата никој не може да гарантира, да, или да се даде. Значи, потребно е подолго време. Предпоставувам ова се инсертите или фотографиите од вашата ординација. Од нашата ординација, во ова едно детенце кое што постојано ја држи устата под горните заби и еве како изгледа во уста, значи тој деформитет. Што еве како третман или решение овде може да помогне. Постојат посебни апарати, да, постојат посебни апарати кои што им ги даваме на децата и на тој начин ја одделуваме долната уста ја одделуваме нанапред. Ја носиме нанапред, ја одделуваме од забите и кога го носи апаратот, детето нема и да сака нема можност да ја прегриза долната усничка и така да со тек на време таа навика се оттргнува и понатаму продолжува ортодонската терапија со друг тип на апарат и резултатот е, значи, очигледен, но пак ќе повторам, бараме беспрекорна соработка и разбирање од страна на пациентите, односно од страна на родителите. Родителите, доколку дојдат со правилно уверување дека ние сме тука да му помогнеме на детето, дека апаратот кој што му го даваме ќе биде за негово добро, резултатите се, значи, очигледни. Доколку родителот е дојден со предрасуда или со погрешно уверување, тогаш ние можеме само да го дадеме нашето мислење, да му воочиме на родителот дека тоа е негова одговорност, доколку детето не го третира и остане вака, и повеќе од тоа, нели, не можеме да направиме. Да. Нашата работа ние ја завршуваме,
да поработиме со детето, да поразговараме и да го мотивираме колку што можеме повеќе. Би сакал уште еднаш да ги повикам гледачите, повелете на 6091-925 и 6091-924, телефонски броеви кои што ви овозможуваат директен контакт со нас овде во Фактор здравје, а денеска како тема ви ја нудиме штетни навики поврзани со забите, тема која што ја третираме преку гостувањето на доктор Нина Митева, која што е специјалист ортодонт. Кажавте уште еднаш би сакал да потенцираме, тоа е едно од најважните, би рекол, најважните работи во животот на секој човек, односно бебе, од раѓање на човекот се разбира, кога ќе се роди бебето и со никнувањето на првото запче треба да се јави, рековте, на стоматолог, барем да се запознае со ова стоматолозите, со екипата, со целата таа структура што постои. Кажете ми што како штетност од навиката цицањето на прст, рековте дека е многу често и кај бебињата може да дојде, што како последица може да се јави во однос не само на забите, туку и на целиот систем, целата уста комплетно внатре. Значи, најпрви на првиот дел од прашањето, посетата на стоматолошката ординација е најубаво да се направи кога е навистина детето мало. Дури да нема проблем, да кажеме, иако превентивно. родителите мислат дека тоа бебе ништо не разбира, нели, кога ќе го носат редовно на секои 6 месеци, тоа уште од мало ќе ја восприеми целата атмосфера. Ние ќе го видиме, ќе воочиме дали имаме нешто да ги советуваме родителите или не. Некогаш се раѓаат дечиња со нивната вилица во погрешна поставеност, тоа ќе го видиме, па ако треба им даваме, значи долната виличка расте нанапред. Па има многу работи кои што можеме да ги видиме, а родителите, а родителите не ни можат да претпостават дека тоа можело да се увиди на време. Затоа им препорачуваме најтопло на сите родители да си ги донесат дечињата. Има толку многу ординации сега, достапни се секаде. Узедна игра, шетање, нека поминат, нека закажат преглед, нека ги погледне доктор, најпрви општ стоматолог, доколку тој смета, ќе ги препрати кај ортодонт, доколку нема во ординацијата ортодонт, и да се направи една навика уште од мало во однос на посетата, во однос на хигиената. Само што ќе никне првото запче, родителите, нивна должност е запчето како што го бањаат детенцето секој ден, така е нивна должност да ги чистат запчињата на нели нивното најмалечко членче. Да. Не важи она веќе мале, ништо не разбира, туку напротив. Малите деца се всушност забите големи треба да луѓе, бидат чисти во устата. Така почнува детето да јаде, кашички, овошје, било што. Запчињата треба да се четкаат за да останат здрави. Детето не треба да се донесе првпат на стоматолог кога има болка, туку напротив, кога нема ништо, кога нема никаков проблем, за да стекне довреба, така да и да се случи понатаму нели во животот да треба да се направи некоја стоматолошка интервенција која не секогаш е комплетно безболна и супер пријатна, некогаш нели и самиот звук знае да ги изиритира децата, кога тие имаат доверба во нас. Поинаку оди со работката. И децата сакаат да дојдат, без разлика што некогаш тие се спремни да ја истрпат болката, кога ќе почувствуваат поврзано со докторите, ние немаме проблем. Ми спровоцира една од фотографиите што ги донесовте, девојче како грицка ногти, сигурно и со грицкањето на ногти многу штетни инфекти или бактерии може да се пренесат. Грицкањето ногти, цицањето прст, внесувањето на пенкала, моливи, некои луѓе наочарите што ги носат, па нели дршките од наочарите ги ставаат меѓу заби. Сето тоа се предмети од надвор кои што покрај тоа што штетно влијаат на забите, ние правиме внес на бактерии и на инфекција од надворешната средина. Тоа не се чисти предмети, така? И од две причини треба да се отстрани таа штетна навика. Да не заборавиме, гледајќи ги клипчињата, се потсетив дека треба да ја напоменеме штетната навика и стегањето, стискањето со заби, така наречено шкрипењето со заби, бруксизам, кој што како го има кај возрастните, подеднакво се јавува и кај децата. Значи, шкрипењето со заби прави траума како на забите, ги рони, ги јаде забите, така и на потпорниот апарат, односно на зглобот и на мускулите. Значи, се јавува една напнатост, главоболка од таа навика која што не е по волја на пациентот, но може да се делува тераписки со соодветни апарати во зависност од возраста на пациентот,
да таа навика се отстрани и последиците да се минимизираат. И после... Бидејќи пациентите мислат, ама и јас го правам тоа, и мајка ми го правеше, и го прави и мојата ќерка, пример, или мојот син. И мислат дека тоа е наследно и ништо не може да се направи во однос на тоа. Напротив, апелираме да го донесете вашето дете, вие дојдете, сите додека се живи луѓето можат да бидат подвргнати на третман кој што е во однос на шкрипењето на заби и е се почест и секојдневно во нашата ординација доаѓаат пациенти со тие симптоми кои што една тензија, една напнатост во зглобот, болки, шкрипење во зглобот, сето тоа е како резултат на бруксизмот, шкрипењето со забите. И да го слушнеме јавувањето, имаме некого на линија, повелете, добар ден. Добар ден. Ве слушаме, господјо, повелете со вашето прашање. Имам прашање за докторката во поглед на претходното нејзино излагање, дека децата не смеат да земаат предмети да внесуваат во уста, дека внесуваат бактерии на тој начин. Добро. Што станува со имунизацијата? Како децата ќе направат отпорност на организмот во однос на тие бактерии? Дали после тоа ќе пораснат, бидејќи немаат отпорност, ќе бидат подлежни на полесно разболување? Дали размислуваат во таа насока, пошто се повеќе медицината докажува дека е потребно да имаат контакт децата со бактерии за да можат имунолошкиот систем да го појачат. Благодарам за вашето прашање и доктор Митева уште едно имаме и ќе одговорите. Ова и мене ме интересира, многу често го зборуваат родителите. Добар ден и до вас. Ало, добар ден. Добар ден. Ве слушаме. Сакам да прашам докторката ако може поточно да ми каже за локацијата каде се наоѓате. Имам ќеркичка на 3 години, па сакам да ја донесам. Благодарам. Ќе ви објаснам кон крајот на емисијата јас за вашето прашање и повелете оно што го праша господјата. Во однос на имунизацијата децата ја стекнуваат доколку не живеат нели во стерилна средина. Ние не велиме дека треба да бидеме панично обседнати со детето да не внесува ништо нечисто во устата. Значи, овде говориме за штетни навики кои што се континуирани. Постојано грицкање ногти, под ногтите знаеме какви бактерии се собираат. Грицкање на молеви, механички се оштетуваат забите, а дополнително се прави внес на бактерии. Не велиме дека, нели, ако детето пипне нешто што не е измиено, тоа не смееме да го дозволиме. Или ако се напие од оваа чаша, 10 пати не сме ја измиле претходно. Значи, не зборуваме за обседнатост или да доминираат такви хигиената, за да ги чуваме децата во стаклено ѕвоно, напротив. Говориме за штетни навики во нашата област, која што ние секојдневно сведочиме на пациенти кои што доаѓаат десниот зап, например, централниот десен инцизив и горен и долен е изеден за 2 мм е пократок. Зошто? Затоа што десната рака, ноктите од десната рака ги грицка пациентот. Ете, тоа е тоа. Така да тоа би бил мојот одговор на пациентката. Благодарам многу за овој одговор и за вашето гостување. Поздрав до вашите колеги во вашата ординација и повторно да ни гостувате во Фактор здравје. Ви благодариме на поканата и секој е добро. Ви благодарам и вам за вашето гостување и одвоено време, а одговор на гледачката и сите оние кои што сакаат продолжен контакт со доктор Нина Митева, специјалист ортодонт, и доколку сакаат да закажат термин, повелете на 070 344 061. Ве поздравувам и ви посакувам секое добро.